утро, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за две актуелни теми. Прво за владината програма на новиот владин состав избран синоќа во македонскиот парламент и како ќе оди реализацијата на ветеното. Почитувани и вие имате право и можност од неодамна да го следите текот на реализација на ветувањата преку платформата odgovornavlada.mk. Во продолжение на да си кажеме ќе зборуваме и за ликот и делото на неодамна починатиот Стојан Андов, првиот претседател на македонскиот парламент во независна Македонија. Но одиме прво со првата тема, владината програма и реализацијата на владините, односно партиски ветувања. Гостин во студиото е Анета Иванова од Центарот за управување со промени. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и драго ми е што сум тука. Odgovornavlada.mk, платформа на која, веб страница на која сите имаат пристап, може секој да влезе и да види вие будно следите во рамки на поголем проект отчетност и одговорност за... Да, преосмислување на управувањето, кој што е поддржан, тој е поддржан од британската влада и поддржан од амбасадата на Велика Британија во Република Македонија, а е во реализација на Центарот за управување со промени. Во рамките на активностите на овој проект се воспостави платформата odgovornavlada.mk. Замислата е и всушност во првата фаза од проектот беа прегледани и се направи анализа на програмите, на политичките програми, на предизборните програми на политичките партии, кои што беа тогаш застапени во парламентот, на тој начин што се извадија оние најконкретни ветувања, поделени во 11 области, се направи сублимат на сите ветувања во 11 области кои што се за кои што граѓаните се најзасегнати. И се овозможи, значи, еден полесен пристап и беа издвоени ветувања кои што беа што поконкретни, за да може да бидат што померливи и да се следи нивната реализација. Сега, таа владина програма ја видовме, имавме можност да ја види јавноста, на 60 на страници е напишана. Вчера го чувме и мандатарот, односно потоа и премиер, пред заклетвата во обраќањето до парламентот вети фуриозен старт, макотрпна работа и резултати видливи во првите 100 дена. Како тоа вие го мерите, го гледате? Според кои параметри? Сега ќе видиме... Само да ве потсетам дополнително за инспирација, Мицкоски вети намалување на даноци, зголемување на пензии, нови странски инвестиции. Да, сето тоа е предходно. Има ли инструмент како тоа ќе се мери? Предходно беше ветено и во програмата на политичката партија ВМРО-ДПМН. Карактеристично е што немаше конкретни начини како тоа ќе се реализира, кои активности, од каде пари, еве да се изразиме наједноставно, од каде пари за овие мерки. Меѓутоа, сепак, ова сега кое што беше предложено од страна на Христијан Мицкоски како мандатар, односно веќе сега како премиер, е сепак како една генерална предлог програма која што понатака ќе треба да се конкретизира во форма на годишна програма на влада, откако ќе се поднесат иницијативи на ниво на секој ресор со конкретни мерки и активности за во секој ресор што ќе се преземе и како ќе се преземе од аспект или зголемување на пензии, намалување на даноци, вработувања во одделни критични сектори. Така да па ќе биде лесно да се следи. Значи ќе се издвојат тие нивни ветувања кои што се ние веќе работиме на тоа. Втората фаза токму од оваа веб платформа е издвојување на програмата на индикатори во што се содржани во програмата на владата и кои што ќе бидат исто така извадени во форма на баш онака конкретни мерливи индикатори, чија што реализација ќе може да се следи и кои што граѓаните исто така ќе можат многу лесно да следат да пристапат на оваа платформа од секаде, значи од мобилен телефон, од компјутер, така да целата јавност може да следи, да биде запознаена како тече реализацијата на ветувањето. Утрово го отворив сајтот odgovornavlada.mk, таму се уште ја нема владината програма, овој документ кој вие го имате испечатено. Меѓутоа во тек е ажурирање. Да, ќе следи за кратко. Таму се уште партиските програми на сите партии учеснички, односно на поголемите, на парламентарните партии учеснички на изборите и оние кои сега ја формираа владината коалиција. Колку од ветувањата дадени во партиските програми се пренесени во владината програма, односно дали ветувањата на Знам, ветувањата на Вреди и ветувањата на за подобра Македонија коалицијата се сите интегрирани во владината програма? Не се сите. Најголемиот дел се тоа ветувања од за подобра Македонија, значи од политичката партија на ВМРО-ДПМН. Не се сите, дел се, например, има дел кои што се како генерални определби, борба против корупција, вработувања и слични мерки. Например, во програмата вие имавте да речеме дека ќе се обезбеди вработување на 500 здравствени работници. Сега во програмата на владата тоа не го гледаме,
можеби понатака, затоа велам кога ќе се конкретизираат на ниво на ресор политичките програмата на владата, на ниво на ресор здравство на пример, можеби ќе се представат и конкретните мерки како ќе се реализираат овие активности. Значи, да речеме, тоа го немаше во програмата, а сега во програмата на политичката партија, сега го има во програмата на владата дека ќе се спроведат, ќе се иницираат промени на уставот, владата ќе иницира и ќе поддржи промени на уставот за реформа на судскиот совет и на советот на јавни обвинители. Ајде да одиме со ред. Фокусот на владината програма е борбата против корупцијата, правосудството, меѓутоа претходно би сакал да ве прашам, со оглед на тоа што и самите велите, голем дел од ветувањата се општи, некако формулирани многу општо, на кој начин тогаш ќе бидат мерливи, кога нема инструмент, нема рок, нема сума која на буџетски пари би требало да биде потрошена или искористена за тоа, на кој начин Центарот за управување со промени ќе мери дали едно ветување е реализирано или не? Можеби да се толкува различно, зависи од кој аспект се гледа. Да, па добро, преку редовно следење на активностите на владата, затоа што видете, сега не знаеме, можеби сега во наредниот период ќе се излезе токму со точни буџети, ќе се излезе со точни мерки, така да почекаме да видиме, меѓутоа сепак може да се следи нормално со редовно следење на активностите на владата. Вие можете да видите дали се преземаат конкретни мерки, да речеме за не знам за намалување на даноците или дали се преземаат првин со промена, можеби некаде изискува тој промена на закони. Првин тоа е првиот чекор некогаш кон некои активности и мерки. Веројатно првиот чекор за намалување на даноци и зголемување на пензии ќе биде ребаланс на буџетот. Најверојатно кој што буџетот за 2024 ќе треба да доживее ребаланс или пак ќе видиме можеби ќе се остави за наредната година. А потоа многу ќе кажи подготовката на буџетот за 2025. Да. Сумата која ќе биде и тука ќе бидат ставките. Добро, како што спомнавме, ајде уште малку пред борбата против корупцијата, рековме партиски програми во некој дел малку и некомпатибилни. Како некој дел од програмата навреди, прашувам конкретно за оној дел од ветувањето дадени до нивните гласачи дека ќе биде формирана Албанска академија на науките и уметностите, потоа дека ќе бидат прилагодени образовните системи во Македонија со оние на Албанија и на Косово. Дали се тие дел од владината програма? Тие не се дел од владината програма, значи детално ја прегледавме програмата, воопшто не се дел во вака како што е предложена програмата од мандатарот, тие не се во владината програма, не станува збор ниту за албанска наука, за Академија за науки и уметности, ниту за албанска банка, Народна банка, ниту пак за имаше исто во делот за здравство, значи полесен пристап до здравствените услуги на населението кое што живее во албански мнозинските населени места. Меѓутоа таква реторика нема во програмата. Го чухме и Мицковски вчера во експозето, односно и вчера во обраќањето до парламентот, дека повтори дека уставни измени на овој начин под бугарски диктат, како што ги нарекува, нема. Ке нема. Дали во владината програма се споменува? Дали е споменато начинот на кој ќе биде открчен тој застој на европскиот пат на Македонија? Па искрено нема, затоа што знаеме што содржи европската преговарачка рамка, меѓутоа како услов нели уставните промени внесен бугарите, тоа не е содржано сега во оваа програма на владата, а и мандатарот се изјасни дека нема да тие уставни измени нема да бидат во таа насока, единствено се збори за измени на уставот во насока на реформа на правосудниот систем. Добро, правосудниот систем го спомнавте неколку пати, постојано и во текот на изборната кампања и постојано се зборува гласно и се најавува силен фронт против корупцијата, нешто што на Македонија навистина и треба. Навистина, да. Колку и какви мерки се предвидени во програмата? Видов таму дека, односно и гласно се зборува дека поради загуба на кредибилитетот Советот на јавни обвинители ќе биде распуштен. Што друго, која мерка во делот на тоа што треба да се обезбеди како рамка за борба за силена против корупцијата е предвидено и остварливо? Да, во програмата конкретно, значи кога зборуваме за фронт против корупција, така се нарекува во програмата на владата, се зборува за зајакнување на капацитетите на Државниот завод за ревизија, на Државната комисија за спречување на корупција и нивна меѓусебна зајакнување на нивната меѓусебна соработка и што навистина е многу битно, обврска ќе се предвиди обврска јавното обвинителство задолжително да постапува по предлозите, и по ревизорските извештаи и по предлозите од ДКСК. Зошто е тоа битно? Затоа што ако вие ги погледнете извештаите на ДКСК, каде што има детално колку иницијативи се поднесени и колку предлози се поднесени до надлежни органи, во конкретниот случај до ОЈО, дали е ОЈО Скопје или
овој што делува на друга територија, ќе видите дека во поголемиот број на случаи ДКСК воопшто нема добиено повратен одговор, ниту дали е постапено, и ако е постапено, како е постапено, ниту кој е резултатот од постапувањето. Значи, која е фајдата од ДКСК да ја врши својата работа кога понатака постапката не продолжува? Јас ќе ве надополнам само и ревизорските извештаи на Државниот завод за ревизија се само проформа изработени дадени, ниту собранието не ги разгледува детално и внимателно, а не пак јавното обвинителство или никој не постапува по нив. Никој не постапува, а тие се одлични и се многу детални. Сега се најавува во владината програма нова рамка која ќе биде ќе им направи обврска на овие институции да ги гледаат. Да, ќе направи обврска. Тука се предвидува дека ќе се формира ревизорски комитет како централно тело кој ќе ги следи реализацијата на препораките од ДЗР. Сега морам да напоменам нешто дека тој ревизорски комитет веќе постои како тело, значи нема потреба од формирање на ново тело, тој постои согласно законот за влада, меѓутоа не функционира. Сега можеби еве момент, бидејќи дадено ветувањето, и еве шанса да се ревидираат неговите надлежности, кои се, зошто не функционира и конечно да профункционира, бидејќи навистина извештаите на Државниот завод за ревизија се навистина детални и присутни се во јавноста постојано. Кој дел исто така од овој сегмент ви падна во очи? Па искрено, можете да дадете некоја сугестија плюс во рамки на тој проект преосмислување на управувањето? Да. Еве баш во делот исто борба против корупцијата има една генерална заложба дека со закон ќе бидат ограничени намалени дискреционите овластувања на раководните лица. Тоа е еден доста горлив проблем, тие дискрециони овластувања, не самите овластувања, него начинот на нивната примена, бидејќи вие гледате дека се именуваат раководни лица и се разрешуваат без никакви постапки, поготово да речеме во здравство и во другите дејности, меѓутоа во здравство посебно беше актуелно. Минатиот министер си кажуваше јавно дека утре ќе го разреши директорот на таа и таа клиника, да речеме, што навистина е недозволиво. Вие не можете без постапка ниту да именувате некој, ниту да разрешите. Ако ги видите одлуките, вие немате одлука, решение за именување на директор на да речеме на јавна здравствена установа, јавно и транспарентно да се види на кој начин е избран, кои се критериумите. И сега тука и законот е малку треба да се унапреди законот во однос на тоа во насока да се утврдат точни и прецизни објективни критериуми, бидејќи секогаш оние кои што одлучуваат ќе се повикуваат на тоа дискреционо право. Вие имате при вработување на здравствени работници, што навистина нели е исто така многу горлив проблем, и вие имате повикување на дискреционо право, дека јас не морам да го одберам праворангираниот кандидат, можам да одберам било кого, без образложение зошто сум го одбрал тој што сум го одбрал и зошто не сум го одбрал кандидатот кој е прворангиран, и тука вие како последица имате први неквалитетно раководење на институциите, сомнеш дека тие одлуки кои што се носат, бидејќи не содржат никакви образложенија, не е базирано ништо на докази, дека се донесени можеби со политички влијанија, коруптивни елементи и непотизам, а тоа раководење лошо се одразува на квалитетот на работата и на крај на испораката на услугите кон граѓаните. Има ли дел во делот за борба против корупција, во кој начин на кој да се стави ред при доделувањето на тендери? Кога министерствата или државните јавни предпријатија доделуваат тендери, како тоа би било регулирано за да се спречи можноста од корупција? Да, се зборува за единствен систем за јавни набавки, кој што ќе се поврза со вработените во јавниот, со регистарот на вработени во јавниот сектор, во УЈП, катастар, централен регистар и на некој начин да се автоматизира постапката преку единствен систем за јавни набавки. Фокусот е на дигитализацијата ставен. Тука дека при дигитална процедура можноста за манипулација е сведена на минимум. Да, бидејќи човечкиот фактор е сведена на минимум и дигитализацијата, меѓутоа еве да видиме затоа што интероперабилноста веќе 15 години како се воспоставува, дел е воспоставена, меѓутоа 15 години се воспоставува интероперабилноста, таа електронска комуникација помеѓу институциите, дигитализација на услугите, каде што со намалување на човечкиот фактор ќе ги намалите можностите за корупција. Или пак кога зборувавте во делот на дискрециони права, би прашал дали е на пример предвидена промена на начинот на доделување на лиценци за нотари и извршители, бидејќи јавна тајна е дека во изминатите години имаше одредени тарифи за станување на нотар или различни тарифи за станување на извршител. Дискреционо право на министерот да одбере кој од пријавените ќе биде нов нотар или извршител. Па определбата е генерална дека ќе се намалат, значи со тоа што ќе се задолжат институциите да ги мапираат сите дискрециони овластувања кои што се во нивната надлежност. Сега тоа што значи претпоставувам дека ќе уфати секторот правда. Дека затоа што дискреционите овластувања на вистина се многу широки и има тука многу простор за реакција и за реализација и за измени на закони.
Рековте дел од ветувањата во предизборните програми на партиите не се инкорпорирани во владината програма, меѓутоа се инкорпорирани некои нови пак кои не биле дел од партиските програми. Таков пример спомнавте можеби со лекарите. Вработување на лекари нема, меѓутоа останува заложбата за укинување на економските за укинување на економските директори, зашто исто така ќе бидат потребни измени на закон за да речеме централизирано управување со клиничкиот центар, што исто така е позитивна промена и исто така за регионализација нешто што навистина е потребно е регионализацијата на здравствениот систем. Тоа цело време постојано се зборуваше во предизборието дека ќе се регионализира здравствениот систем за да се растерети терцијерното здравство во Скопје и како што еве гледате случаи каде што нема во региониве нема каде да се третираат тешко болни случаи и мораат сите да одат во Скопје, тоа значи и понеквалитетно и пружање на здравствени услуги во Скопје. Кој дел од владината програма во делот на образование и здравство исто така паѓа во очи е малку по автентичен, кој ви остава впечаток? Дека то ново се ветува и на ево? Реално не се нешто посебно ново нема, меѓутоа тоа се генерални, пак ќе кажам, декларативни заложби за подобрување на квалитетот на образованието, за подобрување на квалитетот на здравствените услуги и за условите за работа. Мицковски вчера вети бесплатни учебници за сите. Ке нема компромис со нестигнување на време со печатењето на учебници веројатно. Добро, да, тоа исто така беше ветено во предизборната програма, така да останува да видиме. Исто така се ветува дека во делот на здравствено осигурување дека секое дете од своето раѓање ќе биде носител на здравствено осигурување и ќе има бесплатно здравствено осигурување. Така и тоа е еден вид реформа, се најавува дигитализација на сосема на услугите на кои што ги нуди Фондот за здравство и дигитално поврзување со сите здравствени установи, напредување на мој термин. Нешто во делот на инвалидска пензија има промена? Па не сум сигурна во делот на инвалидска пензија во делот на зголемување на пензиите има нешто и во Па да, видете, тие што се заложбите и ветувањето кои што беа во делот на политичките партии во нивните програми кои што беа за поддршка на одредени групи остануваат. Тука нема сомнеш, меѓутоа нема рокови во кој рок тие ќе се реализираат, нема конкретни рокови дали во првата година, во втората година на мандатот или во третата година, значи останува тоа да се види и на кој начин ќе се обезбедат средства. Во делот на Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа, формирани се нови министерства. Ако не се лажеме, вие ќе ме поправите, дел од заложбите и ветувањата на Коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН беше и намалување на парламентарниот број на составот пратеници, сведување од 120 на 90 пратеници. Сега се зголемува бројот на министерства, се намалува бројот на министри. Значи се прави некаква компилација. Што тоа е разумно, остварливо? Како гледате вие на тоа? Па видете сега, не знам колку можеме да зборуваме за оптимизација кога веќе имате нови министерства, затоа што вие имате тоа, значи тоа се 4 нови министерства, 4 нови министри, 4 нови заменици, 4 нови државни секретари, треба човечки ресурси, треба техничка екипираност во тие министерства. Да, од друга страна се укинуваат одредени институции, а се најавува и повторно интервенција во Законот за организација и работа на органите на државната управа, каде што ќе се укинат и понатака други институции. Еве, ако се укинат и организацијските директори, тоа значи 30 именувани функции помалку. Меѓутоа, сепак останува впечаток дека не можеме да зборуваме баш за оптимизација, додека не го видиме крајниот ефект. И во однос на тоа дали 90 пратеници или 120, сега вие знаете како со 90 пратеници ги намалувате капацитетите на законодавната власт, а од друга страна ја зголемувате моќта на извршната власт, што малку не е во. Уште нешто во делот на економските ветувања, рековме зголемување на пензии, намалување на даноци, ќе се отпочне проект со над 200 милиони евра за општински проекти и исто така 1 милиарда евра за македонската економија, заем под поволни услови. Да, тоа и се потенцираше дека, да речам како еден адут, дека 1 милиарда ќе биде обезбедена од страна на држава членка на ЕУ, не се потенцира која држава, нели сега се нагаѓање, меѓутоа сега веќе во следниот период ќе треба и да се каже од каде и зашто ќе бидат наменети тие пари. Значи дали ќе бидат наменети навистина за инвестиции, дали да не бидат наменети за вработување, да видиме за инфраструктурни проекти, бидејќи програмата вака кога ќе ја погледнете провејува во сите области, провејува со многу инфраструктурни проекти, значи реновирање на капацитети во здравство, во образование, култура, така да
ќе видиме зашто ќе биде и треба да една отчетност за да видиме зашто ќе биде намената милиардата. Се на се по едно прво студиозно следење и видување на програмата на владата, која би била вашата оценка? Како би ја оцениле едно кусо резиме, колку од неа е остварливо, колку од неа е оптимистичко, колку од неа е реално? Мислам дека е остварливо затоа што се гледа дека направена е врз основа на вистина на долга анализа, лоцирани се оние недостатоци, лоцирани се недостатоците во системот, лоцирани се најголемите предизвици, идентификувани се, меѓутоа сега ќе видиме како ќе се одговори, бидејќи навистина владата е исправена пред големи предизвици во сите области. И сега еве почнуваме со реорганизацијата, тоа е стварно ќе биде долготраен, макутрпен процес, не за значи не случајно во самиот закон, во измените и дополнувањата, во пределни и завршни одредби даден е рок за 5 месеци да се реорганизираат министерствата, што не е мал рок, меѓутоа и процесот е сложен. Така што да почнеме првен со процесот на реорганизација, па да видиме како ќе профункционираат институциите. Ние сакаме да дадеме време, иако и Мицковски самиот вели немаме 100 дена време, почнуваме веднаш. Почнуваме веднаш. Но сепак мора да се даде време за следење и за оценка. Да, за следење и за оценка, да, ние цело време постојано следиме, така и граѓаните може да следат нормално преку платформата, достапна е, прифаќаме секакви сугестии, така да тоа е тоа. Добро, Центарот за управување со промени во рамки на проектот преосмислување на управувањето ќе ги следи сите чекори на новата влада под платформата Одговорна влада, на која, почитувани гледачи, и вие ќе имате можност да ги следите текот на реализацијата на владините програми. Ивано, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Ние како медиум ви остануваме сојузник во следењето на сите владини реализации. Благодарам. Почитувани, останете со нас во продолжение, како што најавив за ликот и делото на Стојан Андов, во студиото ни доаѓа Иван Величковски, сојузник негов, политички партнер, поранешен претседател на Либералната партија. Останете со нас.